тема EU интеграција, денеска не знам зашто не ми одитична мислата изгледа преморен со малце, не е битно. Те коментираат овие на очите земаат како се вика. Михалис Рокас имаш интервју дека во Канал 5 го правеше Јован Ѓорговски, фантастично интервју, кажа многу работи, меѓу другото тоа што ми остави мене впечаток, што би сакал да го прокоментираме, запрашан за тоа дали останува Европската унија на става дека уставни измени без тоа нема отварање на поглавјата, вели дека он го дека Европската унија го почитува нашиот став. Тоа што кажуваме дека многу пати сме блокирани по идентитетски прашања, име, излажани ветувања, неостварени и така натаму. Меѓутоа Европската унија има конзистентен став, унисон дека тоа е условот за нас, да ме правите што ќе правите, направете го ова. Сега дали тоа на определен начин го затвара нашиот маневарски простор да добиеме нешто плюс што сакаме, форма на гаранции, форма на правата на македонците во Пирин, или се уште имаме простор? Како да толкуваме оваа изјава? Па, како што математички е прецизно... Или бинарна е малце? Бинарна е, иако со доста разбирање, на вистина господин Рокас поприлично со разбирање зборуваше и со пријателски став кон во земјата во која што ја врши функцијата представник на Европската делегација и шеф на Европската делегација во Македонија. Тоа се знаеше уште во 2014 година со започнувањето на кампањата на парламентарните избори. Граѓаните помислија дека тоа што го ветуваше ВМРО ДПМН може да се оствари и тогаш се знаеше дека тоа е услов, дека тоа став на земји европски членки што гласале, дека не е дека може да се Извинете, за името зборувате за Грција 2014 реков? За 24-та мислите? 24-та. Добро, би реков 14-та, чисто да сме, окей, прецизни математички да сме. Апсолутно, така е цело време, така зборува премиерот, мораме и ние математички прецизни да бидеме. Она што е лошо, што денес или кога се појави веста дека председателот на државата вели дека треба да го заборавиме таа патека европска, туку тука нешто да правиме, што е апсолутно погрешно и е за осуда, бидејќи на таа патека кон Европа, како што рече господин Рокас, ние не донираме, ние инвестираме. Инвестираме во резултати. Ако сакате вие, и при тоа нормално го наведе контекстот геополитички во кој што се наоѓа нашата држава, дека кога инвестирате во една област, тогаш можете да ги направите реформите, бидејќи тие чинат пари. Ние не можеме сите пари, бидејќи немаме нафта, тоа го правиме со помош на нашите пријатели од Европа не за прв пат. Но Рокас исто убаво кажа, не секогаш сме биле фер, но ние сме исто семејство во кое што треба да одиме. И затоа мислам дека ништо лошо нема да се случи ни со уставните измени, дека таа патека, таа гаранција никој не ни даде. Да се потсетам, германскиот Бундестаг донесе за македонскиот јазик, иако и јас и вие не ни треба да ни кажете дека зборувате македонски. Знам дека знам дека зборувате македонски. И така да не ми треба потврда писмена дека лингвистички прецизно. Не, добро, ќе фатам некој битолски збор, нема ќе утнам нешто, не, но знаеме дека зборуваме македонски јазик. Не ми треба некој друг да ми каже. И затоа викам, еве донесе Бундестагот. Би тоа не било. Ние не можеме да зборуваме за гаранции или тоа да се надеваме, или дека некој ќе промени преговарачката рамка и така да се тоне или да не мрднем од ситуација, но она само се извинувам, ме радува што на последната анкета малку над 70% од граѓаните го сакаат патот кон него. Но дали знаете тој пат од 98-96 до 2005 година, кога беше поддршката која се даваше кога го започнаме прашалникот кој се одговараше од таа еуфорија, ако паднавме до под 60 скоро, ме радува што се качуваме горе. Скептицизмот е пораснат од 11 на 14, но тоа споредено со ова е многу помал евроскептицизмот, но мислам дека една генерација сега што доаѓа, што се активира, помлада генерација, може да ја направи разликата и дека немаат време за чекање и тие сакаат да бидат дел од едно друго. Ќе тргнем од последното, младата генерација, сум многу среќен што
за жал, во лоши услови, но се изгради во еден нов бедем кој што наредните 15-20 години оваа држава и националните интереси ќе бидат мирни, бидејќи повторно, како и неколку пати во минатото, растела во време кога Македонија била клекната на колена и младиот бунтовен дух се стави во огромен дел во одбрана на сопственото достоинство и во одбрана на достоинството на државата. Впрочем, видете, тоа е сакале нејкеле, да не го цитирам Петре М. Андреевски, ама изминативе 5-6 години немате матура во било кој школ, во било кој град во Македонија на кој што нема 2-3 знамења на кутлеш. Тоа е истото знаме кое што нели во некои околности беше променето во Република Македонија. Така да младата генерација знае што прави и што треба да прави. Се обидов да најдам изјава, дури зборувавте Гордана Силјанска Давкова Патека Европа, не најдов, не можам да ја прочитам за да го Па добро, јас не сум љубител да носам телефоните, можам после да бидејќи не верувам, можам да ви после да ви ја покажам бидејќи ја не верувам дека претседателката Силјанска Давкова дала изјава треба да го заборавиме европскиот. Ја не сум врзан со, не зборам за вас, не сум врзан со штабови кај што им пишуваат што да кажат Бране Петрушевски која бара не може да најди, Треба да се апстрахираме од измислениот пат кон Брисел. Наредното? И да се фокусираме немек ние на европеизација тука. Може ли да ја прочитаме цела изјава? Зашто еве навистина сакам да ја искоментираме. Да се абстрахираме од Добро. Да се абстрахираме од измислениот пат кон Брисел и да се фокусираме на европеизацијата, да се само европеизираме. Добро. Значи, фокусирајќи се на Македонија со години ја губи суштината фокусирајќи се на формални уставни измени. Таа мисли на тој пат, дека патот само со менување на уставот е нашиот пат кон светлината, бидејќи така тоа ни е презентирано од луѓето кои што ја заглавија Македонија таму, а именно вашите сопартици. Добро, господинот Рокас денес тоа го кажа. Господинот Рокас го кажа она што ние сме му го сервирале како држава. Притоа пазите, јас го земам. Тој го застапува ставот, рече го почитувам ставот на премиерот, секогаш го почитувам ставот. Но претходниот премиер потпиша нешто друго. Ама тоа го викаат сите, и Брисел, и Бугарија. Сега да зборуваме, 26-та сме. Ајде, што значи тоа? Дека во овој момент Европската унија има став и таа си го брани својот став. Се разбира. Премиерот си има став кој што е изложен, мислам дека ова интервју доаѓа како рефлексија на она што премиерот го кажа на пратенички прашања. Додека јас навистина што не мислам дека е добро како премиер да кажете тако исклучиво. Дури јас сум, нема ништо да се случи. Имаме проблеми со трансферот на челик, имаме проблем со превозниците, немаме финансирање. Ако ставиме бугари во устав, сето тоа ќе се промени. Па апсолутно ќе тргне. Челикот ќе тргне ако бугарите во устав ги ставиме. Па ако бевме во ЕУ, ние немаше да го правиме овој муабет. Ви значи ли нешто поговорката ова е бугарска, дај ми пари ке се чинам българин, или србите викаат менјам веру за вечеру? Не, ние сме дефинирани во преговорачката рамка и со јазик и како народ, во кој што ништо не може да не, напротив е потврдено и во рамки на европските институции, и во други институции. Нели не се потврдува јазик на институција? Зошто Бугарија тогаш го стави првото вето кон Македонија? Ама значи таа го после преговарачката рамка влезе. Дали знаете зашто беше првото вето? Се ние може да се враќаме до. Не се враќаме на првото бугарско вето. Зашо беше? И зашто после го тргна? Дали не го тргна? Дали знаете зашо го стави првото вето Бугарија? И второто и третото? Ама се едно. За неусогласености во работата на заедничката комисија за историски прашања. И кој што ВМРО ДПМН се промени, си продолжи да си работи. Не беше за што не прекина ВМРО ДПМН комисијата. Не беше за човекови права. Ама што не ги повлече членовите? Туку се стави, комисијата си работи. Комисијата нема усвоено. И така си работи. Сакате така, по промена на власт комисијата нема променето препораки, нема дадено дека Свети Климент бил во Бугарското царство. Ама не, и тие си преговираат историчарите. Ама се вие сте измислиле комисија, што треба да ако не се сложувате со нешто. Ама ево не се сложуваат, комисијата работи и не дава согласност. Ама добро, еве нека си повлече. Направите чин. Зошто кога има вие се знаете како викате. Јас ќе скршам масава и после викам зошто сега вие земате да лепите. Јас викам, ако имаат јасен став
МНР денес не го ќе знаете кажеше јасниот став. до МНР го патуваме остра демарш за навредите кон новинарот. Вие знаете ли што МНР упатило или не? Ама јас го читам соопштението, го читам соопштението, јас се референцирам на соопштението што пишува. Ќе реагира Не, до уствари не е ни соопштение, беше одговор кон господинот, Одговор кон на Канал 5. прашање, да. Одговор кон Канал 5. Александар, извин. Слободно како не. До други до надлежни институции во Бугарија. Што е прашање на вкус, можеби што е надлежно. Што сакам да ви кажам? Сакате да кажете дека требаше на министерот за надворешни Бугарија да го искритикуваат? Нашата можеби амбасадор додеше во Софија да биде можно ли е прво да механизми. Може ли прво да се провери дали тие лица се жители на Бугарија или на Македонија или се вистински невистински? Уште пострашно ако се од Македонија. Добро, сакате да се тера работата по јус или не? Или нека си ја барка работата, јас зборам за политичките пораки политички дали вие тоа би го направиле? Политичките пораки што ќе бидат испратени. Сега господин Макрадури, дали вие тоа би го направиле? Абе, леле сега. Дали вие тоа би го направиле? Како Министерството на надворешни работи? Например, да. Да. Еве кога Никола Димитров кјутеше како млада невеста, се извинувам, или Бујар Османи во прилики кога дозволете. Истото ви го кажувам секој пат. Адаме што му кажа на Питу 903-та? Не одам во whataboutism. Сакам да ви укажам на Смилевскиот конгрес, која беше дилемата? Сакам да ве вратам. Ништо нема ќара тоа. Сакам да ве вратам на нешто што пред малку го зборувавме за ставот на Бугарија. 2020 година во ноември пред второ или трето вето Бугарија ни праќа меморандум до сите земји членки на Европската унија, во кој што стои дека македонците се проект на Коминтерната, проект на Тито. Ама се изгуби тоа некаде. Како да се изгуби? Во протокол немате такво нешто во ниеден протокол, нити во преговарачката рамка. Ама тоа јас веројатно ако ставам сега плава долга перика ќе мислите дека сум жена. Ама како? Ама тие ставовите политиката на една држава 160 години одеднаш Ковачевски го изгуби зашто им Ама зошто не ги имплементира во преговарачката рамка? Затоа што си го имаат механизмот за имплементирање кога треба. Како не? Како не? Протоколите што се? Вториот протокол што е? Тие го имаат механизмот, мирни се, не може да ја добие борбата со 27 држави ако и нивниот став е надвор од било која европска логика и вредност. Како кога ја добива сега? Само од Бугарија имавме. Ама како се не имавме, реков. Во преговарачката рамка Фронтекс и Бугарија се гласаја македонскиот јазик. Па пишува македонски јазик толку, не пишува со астерикс, не пишува со забелешка ништо. Добро, но го знаете ли официјалниот став во собрание на Бугарија изгласан декларација за македонскиот јазик? Ама што не имплементира во преговарачката рамка? Не успеа. Тактиката, зарем на вистина не ја гледате нивната тактика, да кога ќе почнат преговорите со механизмот бугари во устав, што се можат да прават и кога ќе дојде време да ја фатат за врат за јазикот дека тоа ќе го направат, се сомневате? Па знаете ли што не убедуваа пред договорот за добрососедство? Заев викаше ги решаваме сите прашања, нема веќе отворени прашања со Бугарија. Испадна 180 степени спротивното. Математички прецизно, бидејќи тогаш се отворија проблемите. Тогаш се отворија сите сцили харибди излегоја. Богдан, за вас е лошо генерално да бидат бугарите во уставот? Не, јас кажав не е ова или. За може да сватат луѓето. Јас во нашиот устав би можел да видам било кој народ на планетата Земја, а е застапен во Македонија во одреден број, доколку бројот е таков да... Мада и хрватскиот устав има една 22 но етнички заедници се таму наведени, нека нас делови од народ. Ние имаме малцинства, точно малцинства, ние имаме вакви формулации после 2001 година. Меѓутоа, јас ова го кажувам, не јас, Бојко, Румен Радев го кажал, дека име парафраза за пред Европа, која што вика не ја разбира суштината на спорот, кој е Самуил, кој е Гоце Делчев. Ама вика кога почнавме да говориме за човекови права, од това разбира. Тоа го вика веројатно и ниот премиер на Бугарија, кој што сега во раце ги има договор за добрососедство со историски комисии, преговарачка рамка со протоколи по кои што се повикуваат на работата на историските комисии. Молам? За кого мислите, за кој човек викате најверојатно ислениот бугарски? Румен Радев. Да кажеме да гледате. И претходно го цитирав него за во однос на нивната парафраза. И сега само мене на вистина искрено, ама без никакви финти. Како вие сте интелектуалец, искусен човек, како не може да ја видите позадината на тоа кога имаме пример пластичен од 2017 година. Договор за добрососедство, нели, братство, единство, love, peace, happiness. И после тоа почнаа сите проблеми. А во ова студијава јас имам седено и сум зборувал и тогаш дека не треба да има историски комисии клаузули. И сега се случува проблемот, излезот каде го бараме
Не знаеме и одеднаш го наоѓаме во таа рамка која што е парафраза на договорот за добрососедство, односно го има инкорпорирано. И сега ние повторно викаме, ова е сега најдоброто можно решение. И зошто на крај за да сме направиле разлика меѓу македонци и бугари? Немаме ни норвежани во уставот, па не сметам дека сме ние во дилема дали сме норвежани или македонци. Експлицитно ќе го направиме тоа во кое што ќе се сложат и бугарите со продолжување на да ставиме и грци за да сме сигурни. Преговорите. Да сме сигурни дека не сме грци. Ќе седиме на иста маса, нити камионџиите ќе имаат проблем. Студентите полесно ќе шетаат. Мислам дека е наивно да се верува во тоа. Извинете, но мислам дека е наивно да се верува. За секоја реформа ќе си инвестира како што вика господинот Рокас. Абе мети млеко ќе тече. Ама така е. Секоја држава со патот кој не е со членството се подобрила. Ги подобрила перформансите. Сите. Да, ама може ли да зборуваме Бугарија и Романија за кои што сме мислеле може ли да зборуваме за принципи? И подобро е на масата да сме. Може ли да зборуваме апсолутно за принципи? Бидејќи Бугарија кога влегуваше во Европската унија, исто декларирала дека нема отворени прашања со своите соседи. Нели бидејќи не може во ЕУ да влезеш без со отворени прашања со соседите. Истата Бугарија која потпишуваше договор Бојко Борисов со Зоран Заев никаде не спомна влез во устав, малцинства. Па затоа бидејќи таму често се менуваат политичките екосистеми. Подобро е Брисел да ни е нашиот партнер и преговарачката рамка да ја бараме и нашиот. Не, најлошото нешто што можеше да го направи претходната влада е да го закопа проблемот во Брисел, кој што е бугарски. Бугарија слави поради тоа. Знаете што викаат сите во Бугарија? Викаат нема каков билатерален, Мицкоски рекол билатерален проблем, не, Македонија има проблем со Европа, ние сме Европа, Македонија има проблем со Брисел. Ние им ја направивме најдобрата услуга што можеме да им ја направиме. Затоа што тие сега со право викаат, вие сте потпишале бебе, тој Ковачевски креваше раце во собрание. Сме потпишале дека понатаму ние си имаме работа со Брисел. Затоа сега нас ни требаат 27 за да пробаме да се одглавиме од оваа позиција. А замислете, само да немаше таква преговарачка рамка, само да не ја изгласаа баш тогаш, знаејќи дека нема да пројде во парламент. Знаеа дека нема да пројде во парламент. Еднаш поминува тоа. Не знам, не сум бил чинител во тоа време. Добро, сте видели, имате телевизори и интернет. Мислам дека и да не беше тоа така. Ние се уште да имавме отворено прашање, да се бараше некое решение. Во ова време на несигурност, нели Европа, Русија, Америка, војни, Украини, ќе има светска, нема да има и така натака, нели би имале подобра шанса на политичко решавање на проблемите, без да сме вкопани во Брисел, па да е билатерален спорот и да се објаснуваме отколку вака како што е сега. Никогаш во историјата се покажало во историја. Грешно го цитирате Ципрас. Сакате точно да ви прочитам. Алексис Ципрас во јуни преклани пред Венко Филипче, во прв ред седи Филипче. Заев е до него. Дури Филипче ова го има и искритикувано демек Заев. Не, Димитров, пардон, откако смени пак. Рипат еден збор, а тоа е дека можеби. Можеби ќе бевме принудени. Можеби. Па за мене бидејќи секогаш колку го договлекувате процесот, секогаш имате полош предлог. Не отидовме на Република Македонија Скопје, стигнавме до Република Северна Македонија. Можеби се подобри од она што се направи со промената против волјата на народот. Колку се оправдани стравувањата дека како што каже Богдан, се Радев ќе формира партија, овие сите пред здруженија на македонските бугари кои да му реферираат, тие се според кажувањата на луѓе што ги знаат дека се практично негови луѓе. Па дури ако сакате и овие ботовите што заканува зубисто кои ќе им ги гледат на Facebook профилите, дури некој на кавер фото има од Радев фотографија. Сакам да кажам обожаватели, види. Да, може маска, не можеме тоа да го тврдиме, како и да е, колку доколку стварно човек како Радев кој што има навистина еден ригиден и тврд став кон Македонија, да немам некој лош збор, ја преземе владата. Колку нас ни бидат покомплицирано, што и да било да оствариме, и еве од ЕУ ни упатуваат на диалог со Бугарија, колку ќе биде потежок тогаш овој диалог. Па затоа мораше ние да ги забрзаме преговорите и разговорите во целиот овој претходен период. Да ве подсетам, владата на ВМРО ДПМН кога дојде во 2024 година, истакна дека кога ќе се формира политичка влада, а не експертска, ќе организираме некој ќе се обидеме да комуницираме со. За жал, ние не кога дојде
претходниот премиер, не дојде покана од наша страна, ајде, ако вас ви гори под нозете, ако не, за волја на вистината имаш изјави и од Кошта дека ќе се организира диалог кој што потоа не се случи на маргините на НАТО самитот, ако не се лажам, може да грешам. Меѓутоа не се случи затоа што бугарска страна немала некој посебен интерес. Мислам, такви прилози за тоа правевме. Јас повторувам, ние мораме да си огледаме патот кон него. Ние мораме да ги градиме онака како што знаеме по карактер наш. И затоа изборот на почитување на човековите права кон сите етнички заедници нас ни е предност, не ни е хендикеп и ние кон сите имаме македонците имаме поубав став од многу други држави. Дискриминирани ли се бугарите во Македонија? Па затоа нас никој не може да ни замери ако случајно некоја влада нова во Бугарија каже Вардар ви е Валкан, а на сметка на тоа оти никад нема да каже дека некој е дискриминиран, кога во Европа ќе се седнат на маса, ќе знаат дека ние немаме таков дискриминаторски однос кон ниедна етничка заедница, тоа ќе ни е нас предност. И ние не ги користиме предностите што ги имаме за да се промовираме или да одиме во пат еден кај што сакаме, а не да застануваме или не знам која беше идејата. Вие имате денеска, еве, малце личен не личен нема врска тоа. Господинот Муцунски договарал во Дубај. Значи, тоа е една од ретките нели работи што ја направила влада, што е мислам така онака интересно и ги на визите за Дубај, нели? А на сметка на други пресови што ги држат. Разговараат за дигитализација и за напредок во рамки на владините институции. Во 2006 година, кога го измислив услуги ГОВМ како што постои, јас сум автор на тоа, доби светска награда за јавен сектор во рамки на Microsoft корпорацијата. И вие сега во 2026 година, по 7ми пат, не знам како оди во Дубај Муцунски, 5, 6, 7ми пат, изборува за... А ние сме биле лидери во тоа. Се подценуваме ние и го бараме патот во алтернативни решенија, а вие можете од Брисел да добиете за дигитализацијата, ако си ја сработите работата. За жал не ја сработивме, Унгарија и Молдавија добија роуминг по европски терк и по европски тарифен модел, ние извисивме, бидејќи Европа вика, не сте ја завршиле работата. А стварно, а Украина и Молдавија завршија работата? Не знам. Па дајте бидете сериозни, молам. Ама не знам, некој може... Украина не контролира 30% територија, ја завршила работата и добила роаминг. Тоа се обланди, тоа се бомбончиња што им ги фрлаат додека ги толчат, односно Европа се бори до последниот украинец. Ве молам, немојте со примериви. Што да видам? И нас да не нападне Русија, роаминг ќе ни укинат. Разбирате? Не е проблем, не роаминг и гратис импулси ќе ни дадат за Америка. И господинот Рокас како вика? Имаше низ одложувања во судските реформи, нема напредок. Добро, ние вака, математички прецизно. X. Македонија сака да оди во ЕУ. Дали 3 минути имаме 77%. Добро. Сака да оди, да. Шо вика ЕУ? Немате напредок во реформите, имате одложување, не добивате пари, од министерот ви магистрираше. Вечното прашање, може ли вечното прашање? На тоа го трошил времето. Ако Никола Груевски го сменеше името, дали ќе гледавме бомби во Македонија? Искрен бидете. Не знам за бомби, ама ќе бевне во поблиску во ЕУ сигурно. А немаше да гледаме бомби. Немаше да има шарени револуции, немаше да има црпнати од ниви да ја воведат земјата во светла иднина. Така и исто е со критериумите. Смениме ли устав и ме исполниме волјата. Добро, ама нема потреба некои епитети што кажуваат или оние така некои. Сам за себе си кажал дека Господ го црпнал, не џабе го црпнал од нивите за да го пушти низ вода. Тоа се зборови на Зоран Заев, не се мои. Не се мои. Сам го цитирам него. Но окей, извинете ако ви нема да повторам. Но ако тоа се слушаше така да ве молам во свет во кој што го црпнаа Мадуро на спиење, Делта Форс и Трамп се напиша на Википедија дека е претседател на Венецуела, кај што големиот прави се што сака и кај што светот се шокираше на нешто што ние 35 години го живееме, сега да раскажуваме приказни, реформите биле доваму, реформите биле дотаму. Не, за реформите се инвестира, значи се референцирам на изјавата на Рокас. 20 секунди што? Се инвестира и ние полесно ќе го изодиме тој пат. Апсолутно ја осудувам изјавата дека треба да се запре тој пат кон него.
И јас апсолутно не се согласувам дека е така како што вие кажувате, туку дека треба да се запре со инсистирање дека само уставните измени се чарето за нас, а треба да спроведеме европеизација или како и да се нарекува тоа подобрување на стандарди од секој аспект дома, да, апсолутно да. Ви благодарам на двајца за учеството во вечерашната емисија и за интересна дебата. Се надевам дека следната емисија наместо закани ќе имаме повод да анализираме работи кои што ќе не сближат како два блиски соседни народи. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.